Мир, тани кту ме муа на студио, тани ме кам, мјекон Миодраг Врчаковски, професор докторин е нderuar nga neuromedika, është specialist neuroradioolog. Tema e ditës sot me do të jetë diskus hernia dhe rezonanca magnetike. 32 16 070 kuptohet se do të jetë i hapur telefoni për të gjithë juve shikues të nderuar që do të dëshironi të paraqiteni, na parashtroni pyetje dhe ne pastaj do të mundohemi edhe t'ju japim përgjigje. Doktore, добре ни дојдовте. Добро утро. Благодарам што изнајдовте време да бидете со нас и многу драго ми е што сепак вие сте многу почитуван професор доктор. Чест на секој новинар би требало да биде да има таков гостин како што сте вие. Многу ми е мило што сум во Алса телевизија, навистина многу пријатно се чувствувам овде. Ве поздравувам и ќе ми биде мило да одговорам на некои од вашите прашања и да ви откријам дел од тајните на магнетната резонанца поврзани со дискус хернијата. Многу интересно подрачје. Само знам дека вие ги следите вести секаде, сите следиме вестите и јас како Венера не го почнувам денот без да видам што се случува, како течат работите. Ви предлагам да ги следиме вторите утрински вести па да продолжиме со нашиот разговор. Прашикуваме се nderuar me profesorin e nderuar, do të vazhdojmë bisedën më një herë pasi që t'i ndjekim edhe lajmet e dyta para ditës. Specialistin neuroradiologun e nderuar profesor doktorin Miodrag Vrčakovski e kemi tani më këtu në studion e programit Mëngjesit. Do të diskutojmë për diskus hernian dhe rezonancën magnetike. Kuptohet që mjekun Vrčakovski mund ta gjeni në klinikën Neuromedika. Të gjithë që dëshironi ta vizitoni atë, të gjithë ju që keni problemet natyrës së diskus hernias apo të problemeve të tjera që mjeku është i specializuar në atë fushë. Доктore, им дадов објаснување на гледачите кај може да ве најде. Да, ние не го почнавме разговорот, само ве најавив. Дискус хернија и магнетна резонанца е темата на денешниот разговор. Но тоа што најчудно ми беше, вие донесовте нешто невообичаено, да ни објасните што е дискус хернија. Нешто од мојата кујна. Нешто од вашата природна кујна. Докторе, јас неколку пати се обидов да откривам што е дискус хернија преку вашата кујна, ми рековте, почекайте малку. Што е дискус хернија? Ама сакам да народот да разбере. Јас се ќе ви објаснам, но ајде да започнеме вака. Ајде. Значи, во суштина, се е љубов. Значи, во конкретниот случај се работи за љубовта. Професијата исто така е љубов. Ако успеете од вашата професија да направите љубовно гнездо, да се вгнездите во него и работата да ви стане уживање, огромна работа се завршиле, зашто после работа можете да се посветите на други интересни работи, па испаѓате дека цел ден уживате и се чудам како некој не се сетил за луѓе што уживаат во својата професија и работа, да им наплатува за тоа што ги вработува и што им овозможува да уживаат на работа. Тоа е исто како да одите во некој салон за масажа, мора да платите за тоа. Јас одам во мојот салон за масажа, наречен неврорадиологија, за да уживам и тоа го правам бесплатно, сосема бесплатно, дури добивам и награда, добивам секој месец плата. Тоа е филозофијата на живењето. Колку повеќе успевате да украдете од времето, да го преточите во љубов и задоволство, толку поуспешни ќе бидете. И толку повеќе ќе лекувате, ќе спасите животи на крај на краиштата. И љубов не само кон професијата, љубовта кон пациентите, љубовта кон сите оние на кои што треба да им помогнете. Но ние отидовме предалеку. Ајде да се вратиме на нашата тема за дискус хернија. За која верувам дека убедена сум дека голем дел од нашата популација веќе има слушнато, веќе боледува од тоа. Тоа е дискус хернија. Но тука постои друг дел, магнетна резонанца. Така. Што е дискус хернија, докторе? Значи, ќе ви објаснам едноставно. Имаме 24 прешленски тела на рбетот. Имаме
24 дискуси. Тоа се амортизери, најпросто речено, еластични, кои ја овозможуваат флексибилноста на рбетот. Без тие амортизери, ние ќе бидеме статуи, кипови на слободата, нема да можеме да мрднеме ни лево, ни десно, за назад да не зборуваме. Значи, тие ја амортизери, наречени дискуси, ја овозможуваат еластичноста и мобилноста на рбетот. Разбирате. Како се изградени? Од што се состојат? Еве, јас ќе ви демонстрирам овде на еден многу едноставен начин. Да објаснам до гледачите дека вие денеска кромит ни носите тука. Од прапочетокот, што е ова? Дали е ова кромит? Кромит, најнормално е кромит, свеж кромит. Пипнете да видите. Да, може да се користи во секој. Еве, имам и нелупен и почнал да рти. Сега, дискусите не ртат, ама има еден ваков феномен на ртење кога дел од дискусот влегува во прешенското тело. А дискус хернија, всушност, можеме да кажеме дека е токму ова. Ова што рти вон од контурите, гледате, овие контури се мазни, а ова е тоа што излегува вон од дискусот. Разбирате? Ете, тоа всушност е дискус хернија, ама ајде да почнеме од почетокот. Ќе ги оставам овие работи настрана. Замислете дека ова кромиче сум го пресекол на половина. Еве, да не сечам многу. Еве го кромичето, исечено на половина. Дискусот се состои од еден фиброзен прстен, значи фиброзен дел, по периферија, а централно има една, еве сега ќе го тргнам ова, тоа е периферијата на дискусот, а централно има една желатинозна маса, како желе. Тоа желе ја овозможува цврстината и еластичноста на самиот дискус. Знаете како можам да ви го демонстрирам? Погледнете сега што ќе ви направам. Еве, дали е ова некој бомбонче? Замислете дека во средината на овој еластичен фиброзен прстен е вгнездено, ете токму ова, едно желатинозно јадро, кое не е толку цврсто како што се е цврста периферијата и ги нема овие ламели како што кромичето си ги има. Како сече нешто се, да. Ламелите, туку е поеластично, потечно, личи на, еве, ајде, на паста за заби. Еве, имаме и паста. Јас имам и паста за заби. Но сега, еве, ако пастата е затворена, притискајте од сите страни, нели, ова е обвивката која е крута, а внатре е пастата. Ете, така исто изгледа и дискусот, ама обвивката е подебела од оваа обвивка на пастата, а внатре е желатинозната маса. Притискајте колку сакате, ништо не се случува, нема никакво течење. Течење може да има само кога ќе го отвориме. Ќе се отвори капачето. Капачето. Пазете сега. Значи, дојдовме до констатација дека дискусите се всушност прстени едни, кои имаат периферни ламели, кои се крути, и централно јадро, кое е желатинозно. Додека овие структури функционираат како што треба, ништо не се случува, нема никаква дискус хернија. Дискус хернија затоа што над ова имаме прешленско тело, под ова имаме прешленско тело, значи овој амортизер се наоѓа точно меѓу два прешлена. И такви амортизери имаме 24. Сега, се е во ред додека тие нормално функционираат. Но постои тој феномен што вие гордо го нарекувате дискус хернија и ме прашувате, па добро, што е таа дискус хернија? Дали јас имам дискус хернија? Ќе ви кажам, значи, за дискус хернија зборуваме ако се јави оштетување на овој фиброзен
прстен по периферијата. Значи, а ова ако се крши, доктор? Еве, вака ќе ви кажам, еве, ако се крши, еве. Сега гледате, ова е пукнато, скршено. Пукнато. Гледате, ова желатинозна маса што е тука, Што ќе сега, стане со тоа? бидејќи е желатинозна, тоа е исто како да сте ја дупнале, таа желатинозна маса излегува низ ова дупче. Излегува и доаѓа пред прешленот. Односно зад прешленското тело. Зашто во разни правци може да оди тоа. Значи, кога имаме истекување на желатинозната маса преку оштетените ламели, овие лушпи на кромитот, кога оди надвор, тоа е всушност дискус хернија. Овде поминува нерв и желатинозната маса притиска на нервот и прави проблеми. Еве, ова ќе ви го демонстрирам вака. Ова е паста за зъби. Рековме, ако ја притискаме, ништо не се случува, но што ќе се случи ако ја отвориме? Ако ја отвориме, гледате како веќе тече. Тоа е всушност, тоа е дискус. Масата. Масата и таа маса може да оди токму вака. Делот од дискусот што е излезен може да оди надолу, но исто така има некои дискус хернии што се спортисти, па место да одат надолу, тие пак одат нагоре. Зошто одат нагоре? Никој не знае, но факт е дека и такви форми на дискус хернии имаме. Дали ова се троши масата? Значи, ова е дискус хернијата. Овој дел од централниот дел од дискусот што излегува надвор и притиска на нервот. Значи, тоа е може да се тоа сака да прашам. Дали ова може скроз да тече и пршленот да остане без тоа? Може да се случи токму ова што сега се случи. Може да се откачи делот што е излезен, комплетно да се одвои од родителот и да го направи ова што ние сега го направивме. Што настанува тоа? Што настанува? Тоа е слободен фрагмент од дискусот. Значи, слободно делче кое се пикнало во каналот кај што се нервите и прави проблеми. Може да притиска напред, назад. Дали е ова причината кај луѓето кога се жалат на болки, на арбето? Дали е токму ова? Да. Или ова кршената... Значи, вака, самиот дискус нема никакви крвни садови, нема васкуларизација. Значи не боли самиот дискус нема нервни завршетоци, нема нерви. Тоа значи дека ова кромиче, овој дискус, теоретска шанса нема да боли, зашто ниту има нерви, ниту има крвни садови да се храни од нив, туку исхраната ја прави преку прешленските тела, преку коските, горната и долното прешленско тело, со дифузија, размена на течности. Заклучок. Дискусот не може да боли. Не може. Дискусот може да боли ако дојде до раскинување на ламелите, овие ламели, па по периферијата на ламелата овде периферно, тука, може да има нервни завршетоци на самата периферија, па тие може да болат. И исто така, многу боли ова излегување на дискусот, ова, не знам дали добро се гледа, ова излегување, бидејќи од таа страна, ако морам вака да го завршам, сега гледате, ова притиска на нервите што се во близина тука. И ова може да оди во лево дискусот, може да оди во десно, разбирате, во десно, и да врши притисок на различни нерви, од десната страна или од левата страна. Значи, буквално ќе ги провоцира нервите. И тој директен притисок на нервот е причина за болка. Исто така, една од причините за болка е во тоа што се јавува известна нестабилност на прешленските тела, па две прешленски тела, го нарекуваме тоа инстабилитет, две прешленски тела почнуваат помалку да се мрдаат и болат всушност нервните завршетоци на фасетните зглобови. Тие се мали странични зглобчиња. Што ги држат? Што странично
го држат рбето, односно прешленските тела. Значи, прешленското тело има еден централен дел, тоа е прешленско тело, ама тоа има и приколица, заден дел, кој се состои од две мали зглобчиња и се состои еден попречен продолжеток и еден надолжен заден продолжеток. Ете, тие ја дава стабилноста на рбето. Ако таа е пореметена, да не ви филозофирам многу, може да настане поради мобилноста и триењето на две прешленски тела и истегнување на капсулата околу малите зглобчиња да настане болка. Болка. Докторе, како настанува? Дали треба физички притисок? Ми рековте, спомнавте. Не разбрав, готово. Дали готово, вродено или како? Готово. Значи вака, пред се, дискус хернијата е резултат на процесот на старењето. Може да биде резултат на процесот на старењето. Но се помлади луѓе се жалаат, докторе. Никој ќе ви одговорам на тоа прашање, само Добро, ние новинарите, не можеме да чекаме. Знам, стрпете се малку, ќе ви објаснам се. Ќе објаснам, значи, како старееме ние, така стареат и нашите дискуси. Ја губат еластичноста, ја губат течноста, почнуваат да се сплескуваат, да кажам, заради тоа што немаат еластичност, дегенерираат. И периферните ламели, овие ламели што се по периферија, стануваат покрути и полесно, еве, овие ламели, значи полесно се кршат, се кинаат. Додека не се скинат сите овие лушпи што ги има кромидот до последната, до крај, нема дискус хернија. Значи, дискус хернија има, кога и последната ламела ќе се скрши, тогаш се случува ова, гледајте, тогаш се случува ова, ова се токму ова. Тоа е дискус хернија. Добро. Готово. Ете, така и така може и дискусот да излезе, ова не е капаче. Добро, така. Тоа после ќе го пробаме. Значи, рековме дека со старењето периферните тие прстени, ламели, лушпи стануваат крти и полесно можат да се скинат и да се пробијат. И оваа желатинозна маса полесно ќе излезе, ќе притисне на нервот и ќе направи дискус хернија. Тоа е како резултат на процес на старење. Физичката активност, физичките работници, оние што се оптоварени многу, и исто така се изложени на микротрауми, нон-стоп имаат микростресови, дискусите се нон-стоп во функција. И тие мали трауми може да се кумулираат и во еден момент да настане скинување на ламелата, раскинување на тој периферен прстен. Еве ви дискус хернија како резултат на физичка траума. Може да бидете спортист, можете да кревате тегови, ќе фатите, кренете тек и одеднаш данг за секунд и останувате укочени. Да, и премените жени се во опасност поради тежината. Се во опасност, ама интересна работа, сепак Господ ги чува. Нив сакате Господ, сакате Аллах, како сакате наречете го, но тие се во некоја рака заштитени. Јас направив научно-едукативен еден филм, се надевам ќе имаме можност да го видиме во некој згодно време. Имам пример токму со бремена жена, го објаснам феноменот на дискус хернија. Добро што ме подсетивте. Сега, значи и физичката траума може да ја оштети периферијата на дискусот, така? Да. Тоа е исто еден од феномените. И најчесто е така, траума, кревање. Мој еден драг комшија креваше пред 3-4 месеци една тешка саксија и како ја крена и остана и укочен како кип. Тоа е, значи, раскинувањето на дискусот. Раскинувањето, ајде ќе ви освежам малку да направам ова да биде апдетирано. Значи, раскинувањето на овие ламели може да настане одеднаш.
без било каква причина, како резултат на некоја физичка травма. Може травма, саобраќајка, има травматски лезии на дискусот. Од травмата и... Значи, причините се бројни и сите водат до едно. Дискус хернија и уште еднаш да ви повторам. Нема дискус хернија ако сите ламели не се... Сега морам да внимавам, сакам да направам дупче, да не кршам. Еве, тука правам едно. Мислам дека овој пат ќе успеам како што треба. Речи си. Значи, овде мора да има такво оштетување дупче, за да може да се случи, ајде, ова. Го гледате? Може камерата да го долави? Да, еве, тука ние може да видиме. Да, Додека не протече желатинозната маса. Тоа, и желатинозната маса, гледате какви спектакли и какви болки ни прави. Дали сега, вие да ми кажете, дали сега ви е јасно? Мене сосема ми е јасно, дури... Дали може да се случи на повеќе дискови ова? Може да се случи тие срекници што се посрекни, место да добијат награда на лото, тие добиваат повеќе дискус херни. Па некој има 2, некој има 3, па дали верувате и по 5 дискус херни може да има, тие се главно резултат на дегенерација на дискусот, на процесот. Сега немаме... Имаме, како немаме. Како немаме, имаме. Еве, гледajte какво идеално средство имам. Да знаевме ќе земевме и влажни марамчиња. Така. Ме интересира, рековте дека може да се случи на повеќе дискови, на повеќе пршлина, да настане ваква ситуација. Објаснивте убаво. Еве ви рекол, и ова е дискус хернија. Проратениот. Излегол овој дел, излегол желатинот, излегол од контурата на дискусот. Буквално така. Еве ви пример за дискусија. Значи не е битно од која страна се... Битно е заради болката. Заради болката битно. Многу дискус хернии излегуваат, тие се главно од дегенеративна природа, како резултат на процес на старење. Многу дискуси излегуваат напред одат, кон предната страна. Да. Ама таму нема нерви, нема ништо, нема така што притисок. и не чувствуваат болка. Дискусите си се излезени, а болка никако, освен болка што е резултат на самата дегенерација. Ама не е тоа болка од дискусот. Значи дискус, херне и болка имаме само ако овие ќе ги наречам луди дискус хернии тргнат кон назад. Назад е спиналниот канал, ребетниот канал, назад се нервите. Таму е главната автострада на нерви, има многу нерви. Да. И кога тие ќе притиснат назад, ќе тргнат кон назад, кон автострадата, мора да притиснат на некој нерв. Притискаат на нервот и еве ви болка, се јавува болка. Значи, кон назад, кога е хернирањето, тогаш се јавува болка. Што е улогата на магнетна резонанца, што денеска ја поврзавме со дискус хернија? Многу убаво прашање. Магнетната резонанца ни ја дава анатомијата на телото во живо. Замислете, порано, за да ја утврдиме анатомијата, за да ја утврдиме болеста, анатомски вака да ја потврдиме, човекот мораше да ја помине онаа тенка линија што се нарекува живот. Само на аутопсија можеше да се види анатомијата и од што почина. Магнетната резонанца ви е всушност анатомија во живо. Таа ви ја дава целата анатомија, ви ја визуализира како на дланка, ја гледате и точно знаете што е. Ја констатирате болеста однапред. Јас магнетната резонанца во мојата книга за дискус хернии ја нарекувам подарок од боговите, како некој Господ Бог или Бог да ни ја испратил таа модерна технологија која многу ни помага да визуализираме. Да, тука мислам дека имам една копија, зашто пак јас ова да не го покажам. Да, секако. Значи,
мојата книга. Тајните на магнетна резонанца. Така, приказна за дискус херниите. Токму ова што го зборуваме денеска. Токму ова што го зборуваме и ова книга може... гледајте сега. Еве ви пример, ова што јас ви го зборував. Пака ќе се да. Јоце ќе фокусира. Дали, вие ќе коментирате сега, јас ви изучев вас. Гледаме тука, еве, Јоце веќе фокусирал, гледаме тука црвена маса. Дали е тоа црвената маса токму желатинозната маса на дискусите? Така е. Сега вие продолжете, бидејќи јас мојата мисија си ја завршив. Да, јас ќе... Еве, вие коментирајте. Значи, ме интересира, докторе, дали само може да пукне масата да излезе желатинозната маса или може при излегување на желатинозната маса да настанат тумори? Значи, веднаш да ви утешам, апсолутно не. Апсолутно не. Некако рак, тие работи, како да станавме параноични. Нема тумори на дискуси. Нема тумори затоа што нема што да биде тумор. Дали се смртоносни дискусите? Значи, дискус хернија устари. Еве, конкретен одговор. Цел живот можете да си патите од дискус херни, бидете спокојни, нема да починете од дискус херни. Тоа да ги утешиме гледачите. Значи, апсолутно, тоа е една досадна, глупава болест, болна болест, од која се живее до крајот на животот. И кога мене ме прашуваат, докторе, јас уште колку ќе живеам, јас им одговарам, ќе живеете до крајот на животот. Тука е слика од магнетна резонанца. Зборувавме за магнетна резонанца. Ова е слика од... Ке вртиме навака. Да, добро. Може би таму можете и вие да гледате. Ајде, јас ке ви... Добро. Еве, уште еднаш кај Јоце го замолам. Да, еве, докторе. Гледате од најверојатно. Страна, да, тука некаде од другата страна. Од другата страна ова. Така, ова е малата сликичка, е слика од магнетна резонанца. Добро. И се гледа овој дел што е... Како оди надолу. Така, како оди надолу. Ова е нагоре, како што спомнавте за спортистите. Браво. Па тоа е, вие веќе ми го зедовте за најден. Професијата ќе ви ја земам, ама и вие мојата изгледа, да. Имаме друг случај тука. Или е гледано од друга страна? Ова е сега, овој пресек ние го нарекуваме сагитален пресек, вака по должина и гледано од страна, а ова се попречните пресеци. Ако дискусот е попречно пресечен. Значи, да, како што рековме со кромидот, како што беше случајот. Ова е каналот, гледате, ова е каналот, еве го централниот дел, дискусот, кој, еве, тука ја пробил капсулата и излегува кон назад. И ова е централно. Може да излезе странично. Чекайте. Така. И тука ги има сите варианти, вие што ме прашавте. Еве, ова е уште странично. Ова е тотално на страна, во една страна, а ова е скроз нагоре. Напред. Ова е напред. Кога ќе излезе дискусот, и рековме дека тоа уопште не е опасно, бидејќи тука нема... Тоа беше случајот со кромидот, да. Со кромидот, овој случај е случај со кромидот, ама ова излегување беше кон напред. Значи, ова не боли, ама и ова може да не боли, но овие три што се кон каналот. Што ми е контра од каналот? Да, кон каналот веќе води на нервите. Да ви најдам нешто тука да... Добро, докторе, додека си најдете, јас чарето за ова. Чарето за ова? Да. Чарето за ова ќе ви кажам. Значи, еве ова само додека да си најдам, да дискусот што е излезен како притиска на нервот и го затегнува. Тука во суштина настанува болката. Така настанува болката. Значи, чарето го имате во мојата книга, како се лекува дискус херни. И овде има една слика. Вие гледате слика? Фактички тука се лековите. Тука се лековите. Еден начин на лекување е медикаментозен. Терапија, да. Гледате колку лекови има овде? Купишта лекови. Знаете што значи тоа? Дека ни еден не делува така како што треба. Но имаме тука физикална терапија. Не е тој вистинскиот лек, зашто тој не ја лекува дискус хернијата, ги намалува болките, ама суштинскиот проблем не го е. Тоа само превенција, видна превенција, да. Така, вие еве рековме имаме физикална терапија. Да, со физикалната терапија може симптомите да се подобрат, да се ублажат и така. И
ако разни методи има на физикална терапија, да не влегуваме во тоа подрачје, ако ништо не помага, тогаш доаѓаме до последната инстанца, тоа е хируршкото лекување. Тоа сакав, дали може да настапи тука хируршката интервенција, колку тоа би помогнало и како би делувало? Дали ќе влечете течноста што е веќе течена или како настанува тоа? Па вие веќе речисти го решивте проблемот. Значи свативте дека проблемот кај дискус херниите тоа што излегува, тоа желе да го наречеме, течноста е малку по-ликвид, желе. Тоа желе што притиска на нервот треба да се отстрани. Кога ќе се отстрани, проблемот престанува да постои. Дали пршленот, дали тој дискус се полни повторно со некоја маса? Значи, има природата обезбедила доволна количина на тоа желе внатре во дискусот, за да ни ги направи некогаш проблемите поголеми. Вие во првиот оперативен зафат сте го тргнале дискусот, дискус хернијата сте ја елиминирале, ама по известно време може повторно бидејќи е оштетен. Тој периферниот прстен, тоа што е отворен, он фиброзира, знаете, после се јавуваат како лузни нешто и пак се оформува некоја заштита, ама може пак да пукне и да се јави повторно дискус хернија. Пациентот еднаш опериран и повторно има може да дискус хернија. има такви проблеми. Докторе, јас сме на крај на разговорот. Дали имаме време? Тоа сакав јас да ја прашам. Немаме време, значи при крај сме. Немаме време, добро. Ја не сум го потрошил кромидот, уште имам. Тоа ќе правиме салата, мислам. Ќе правиме салата. За здраво да се храниме. Јас би сакала на крај една порака до сите гледачи, убедена сум дека ги има на број тие што боледуваат, тие што веќе се опфатени со дискус хернија. Би сакала една кратка порака до нив, исто како што објаснивме, исто да им објасниме како да се спасат од ова, не е болест, мака. Значи, да предпоставиме дека јас имам дискус хернија, која би била мојата порака? Мојата порака е секогаш да се обидеме со конзервативна терапија, да го решиме проблемот. Да се обидеме без операција. Зошто? Судбината на она желе што излегло во каналот не е многу розова, не е добра. Зошто? Затоа што тоа што е излезено, дискус хернијата, не се храни како што треба. Рековме дека нема крвни садови таму, нема размена на течност, има само во сигурната заштита на прешлените. Таму има размена на течност и дифузија. Дело што е излезен, нема таква дифузија, нема исхрана и тој со време полека се скврчува и може да дојде до само излекување. Полека болката се намалува и на крај човекот вика, супер, мене ништо не ме. Значи, ако имаме доволно време да чекаме ова повлекување на дискусот, скврчување може да биде подолго, може да трае 1 месец, 3 месеци, 6 месеци, 9 месеци. Ако пациентот може да ја поднесува болката, да издржи, може да се случи да настане спонтано самолекување. Зошто да не се обидеме на тој начин? Но, ако притисокот е голем, ако болките се неиздржливи, ако со магнетната резонанца констатираме дека навистина има огромни проблеми, тогаш операцијата е таа што е. Се надевам дека повторно ќе ве имам тука, докторе, со нови теми, но и за дискус хернија. Благодарам што бевте со нас. Благодарам. Праши кој сте нderuar ishte mjeku Miodrag Vrçakovski, është mjeku profesor doktor i nderuar, cilin mund ta gjeni në Neuromedica. Tani shkojmë me një blok reklamash dhe i kemi këtu fitnessin e ditës me Maria Naceva dhe fitness qendrën Magnus.